Почитуван колега Фадил Зендели, во вашиот говор многу добро опишавте што се случува и какви пазарења се случуваат во ова собрание и како се дојде до ова парламентарно мнозинство. Зборувавте и за предложените кандидати и што ќе донесат овие ново предложени кандидати, што немаме видено, па овие тројца или четворица кандидати ќе донесат ново, па толку да се изненадиме и од нивната работа и од нивниот успех. Но сите знаеме дека ништо ново нема да донесат и овие предложени министри, и тие произлегуваат од политички пазар, а не од нешто друго. Кажавте дека во ова собрание и ова парламентарно мнозинство се бори за обезбедување на кворум за работење на седниците и обезбедување на тие 61 и долго најавуваното зголемување на тоа мнозинство и од тоа што се случи утрото и од гласањето видовме дека зголемувањето на ова парламентарно мнозинство е далеко од тоа што го најавуваја, односно останаа на тие 64 колку што ги има. Влегувањето во владата, Алијанса, го правда со тоа дека значајна била Европската агенда за Република Македонија, нормално дека е значајна, меѓутоа истото ова го зборува и алтернатива, ако се сеќавате пред една година, дека влегуваат во оваа влада затоа што значајно било да продолжи европскиот пат на Република Македонија и еве сме последна година. Гледаме дека од Европа сме уште подалеку од тоа што сме биле пред една година, така да не верувам дека и ова влегување на Алијанса во владата ќе придонесе да се забрза патот кон Европската Унија, затоа што во Европа не се оди со криминална влада и не се оди со криминал. Во Европа не се оди во држава која што има 3% доверба во правосудството граѓаните. Во Европа не се оди со 20% инфлација во државата и во Европа не се оди со деловни простори на улица Македонија на министрите во оваа влада. Ви благодарам.